Низок животен стандард, високи цени, задолжување на државата, длабоко распространета корупција, заробена правна држава. Македонија поречи си сите параметри е земја која е позиционирана на самото дно. Стандардот останува и натаму најголем проблем за граѓаните кои се жала дека едве врзуваат крај со крај. Ако ви кажам дека имам 9600 пензија, нема шанса ни до 5 да стигнам. Лош живот ни обеќа влада, покачување на пензии не ни даде ништо. Сега и живеачката поскапува, како издржувате? Никак. Тешко ли Деца е? е тешко, многу тешко. Од први до втори, да, од втори до први многу тешко. Скапо е. И тоа многу скапо. Како се издржува? А, нашата кожа знае. Лошо? Лошо е, двај. Многу тешко денеска. Минималната плата порасна, но не е ниту половина од трошоците за живот. Просечната плата статистички е порасната, ама дури 70% од граѓаните таа ја сонуваат. Во изминатата 2018 година значително беше забележено поскапување на цената на лебот, алкохолните пијалаци, угостителските услуги. Сега останува отворено прашањето до кога ваквиот бран поскапување ќе оди во нагорна линија. Дури онаму каде изминативе години котиравме добро, состојбата е влошена. Како последен за ова предупреди и угледниот Forbes, кој Македонија ја смести на 68-то место по условите за водење бизнис. Пред неколку години бевме двојно повисоко на листата. Стопанството бараше поддршка, ама доби прогресивно оданочување. Власта ја воведе мерката и покрај предупредувањата дека инвестициите ќе запрат, а одливот на капитал ќе се засили. Власта е оптимист дека работите се движат кон подобро. Ова го темелат врз политиките за раст на платите, кои допрва требало да имаат резултати. За годинава се скрои рекордно тежок буџет од 3,7 милијарди. Она што боде очи е што во него капиталните инвестиции се на исто ниво како оние од лани кои пак се реализира едва и 60%. И речи си 2 години од преземањето на власта нема напредок ниту во битката против корупција, ниту пак во сивата економија, ниту пак во јавната администрација. Наместо да се реформира и да стане ефикасна, таа продолжува да се полни. Во очекување на ветените 500 евра плата, граѓаните остануваат на дното во Европа по животниот стандард, по висината на платите, по невработеноста, но и по иселувањето кои по доаѓањето на оваа власт зема се поголем замав, а младите се повеќе купуваат билет во еден правец.